Полуматурантите имаат непол месец да донесат одлука каде ќе го продолжат своето образование. Ресорното министерство годинава спроведува кампања Учи паметно, работи стручно, преку која се промовира средното стручно образование. Во насока на стимулација на учениците предвидено е и стипендирање за оние кои ќе се запишат во дуални и во паралелки со програми за стручно оспособување. Можност за стипендија има и во Средното техничко училиште во Гостивар, каде годинава се отворија два нови профили за полуматурантите – градежен техничар и заварувач. Во техничко училиште имаме две нови профили. Еден профил е забарувач, тоа е 3-годишен профил, треба да се запишат 25 ученици, и другиот профил е градежно и геодезија. Во тие спаѓаат техничка архитектура и техничко градежно. Тука е 4 години учење на 4 години школувањето. Тие ученици што ќе се запишат во овие смерови ќе имат и бурса по 3500 денари. Фактички е една добра можност и за учениците, па и за вработување, зашто се многу добри смерови, што им е потребно многу на фирмиве. Новите профили во техничко се отворени по анализите и согледувањата на потребите на пазарот на трудот. Во останатите гостиварски средни училишта нема измени во струките и профилите. Во другите училишта не продолжува така како што беше, тие смерови што се, во медицина исто, зашто имаме и голем број на ученици, ако отвараме пак учениците ќе се концентрираат во тоа училиште, заради тоа и оставивме така како што беше. Според конкурсот на Министерството за образование, во 4 гостиварски средни училишта може да се запишат вкупно 1555 полуматуранти. Најмногу 637 места се предвидени во техничкото училиште. Во гимназијата се отвораат вкупно 374 места, додека во медицинско и економско 272. Уписите во средно образование ќе се реализираат преку 3 пријавувања во текот на следниот месец, почнувајќи од 14 јуни.